ова издание, 40% од бизнисот на афроамериканците во САД затворен поради пандемијата. Итни визи за новинарите кои се соочуваат со закана и насилство. Група адвокати бараат заштита на медиумите. И Дедо Мраз годинава ќе биде онлайн. Видеосесија со него од 25 до $50. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон, јас сум Елена Ѓоргиевска. Денешното издание на Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Го почнуваме со пандемијата на COVID-19 во САД, поради која од февруари до сега беше затворен околу 40% од бизнисот на афроамериканците. Еве ги деталите. Собственичката на продавница за сладолед во Вашингтон, Карин Селерс, се обидува да го задржи бизнисот во живот откако пандемијата на коронавирус ги погоди САД во март. Кризата со COVID-19 предизвика пат на нејзиниот профит. Затоа Селерс се надева дека ќе добие помош од производителот на безалкохолни пијалаци PepsiCo, кој најави грант од $10 милиони за поддршка на афроамериканските ресторани. Мислам дека тоа е навистина потребно, дури и за мене, иако повторно го отворив бизнисот. Би сакала да аплицирам за програмата. Тоа би ми дало поддршка да го погледнам мојот бизнис модел и да видам дали можам да додадам некои работи за да го постигнам неопходниот раст со кој би била одржлива. Представниците на PepsiCo велат дека иницијативата има за цел да им даде на собствениците на ресторани и повеќе од финансиска поддршка. Креирана во партнерство со Националната урбана лига, програмата Акцелератор за афроамерикански ресторани ќе обезбеди пристап до капитал, обуки, менторства и друга поддршка фокусирана да им помогне на собствениците да развијат акцијски планови за раст. Тоа во суштина е прилагодена програма која обезбедивме за рестораните. Главно е што секој ресторан ќе добие поединечна поддршка во зависност од фазата на развој во која се наоѓа и каква е нивната конкретна ситуација. PepsiCo ќе започне да прима апликации за програмата на почетокот на следната година. Целта е да им се помогне на приближно 500 ресторани во 12 американски градови во следните 5 години. Од PepsiCo велат дека сите ресторани претрпеа штети за време на пандемијата, но една категорија е посериозно погодена од COVID-19. Има историски и структурни нееднаквости кај рестораните кои се во собственост на афроамериканци. Тие структурни нееднаквости дојдоа особено до израз за време на COVID-19. Вирџинија Али е собственичка на Ben's Chili Bowl, еден од попознатите ресторани во главниот град на САД. Али вели дека поддршката е попотребна од кога било. Мислам дека ќе биде одлично. Благодарни сме за поддршката. Ние сме дел од културата, дел сме од градот веќе 62 години. Важно е ваквите ресторани да продолжат со работа. Тие се дел од заедницата. Кога се ова ќе заврши, би сакале се уште да ги имаме ваквите ресторани кои ја поддржуваат заедницата. Пред кризата, Селерс правела се што може за да ги поддржи младите луѓе кои сакале да направат кариера во бизнисот со ресторани. Сакав навистина да ги научам младите луѓе на вештини кои им се потребни откако ќе завршат средно училиште, да ги сватат основите на бизнисот, да доаѓаат навреме, да се однесуваат добро со муштериите, да се образуваат. Исто така сакав да ги научам од мое лично искуство основите на финансиската писменост. За да може да продолжи да им помага на другите, на Селерс во моментов и е потребна помош. Новинарите кои се соочуваат со прогон и насилство во нивните држави треба да добијат итни визи за привремено засолниште, велат адвокати од Британија и Канада, кои се ангажирани да ја штитат слободата на медиумите. Извештајот е од Лондон. Мексико е едно од најопасните места во светот да се биде новинар. 8 новинари се убиени оваа година. Кога излегувам со знаење дека истражување на сторија представува ризик. Најмалку 61 новинар бил убиен во Пакистан од 1992 според Комитетот за заштита на новинари. Во многу држави новинарите се таргет само затоа што се извршуваат работата. Панелот правни експерти за глобална слобода на медиумите, организиран од Британија и Канада и поддржан од Обединетите нации, повикува на глобален систем за итни визи за новинари кои се соочуваат со прогон,
како една од 9 клучни препораки. Зборуваме за голем број случаи при кои новинарите се наоѓаат во ризик и треба итно да заминат на безбедно место, често привремено додека да помине ризикот. Тоа е единствен начин да одбегнат киднапирање, исчезнување, неосновано притворање, насилство, па дури и убиство. Релокацијата не е лесна. Обезбедувањето виза за друга држава може да трае со недели. Обично е скапо, без гаранции дека ќе се добие. Тие што барат политички азил мора прво да отидат на локација пред да аплицираат, што е невозможно за многу новинари кои се цел на прогон. Меѓународната рамка за безбеден азил не функционира за нив. Новинарите често се принудени да бараат алтернативни начини за безбедност. Често се принудени да бегаат во соседните држави, каде границите се поразни. Тие искуства се тешки и опасни. Во минатото можело да се добие безбеден азил. Например, за време на војната во Ирак во средината на 2000-тите години, владата на САД дозволи визи за лица, вклучувајќи и за новинари, кои имаа врски со американски компании, бидејќи беа цел на напади, така што од време на време има реакции од владите. Панелот адвокати бара да се формализира таков систем на заштита и да се воведе во држави кои се посветени на заштита и промоција на слободата на медиумите. А Дедо Мраз годинава, место традиционални средби со децата, ќе има виртуелни посети, на кои тие безбедно ќе може да му ги пренесат нивните желби. Погледнете. Во годината исполнета со виртуелни дружења и свадби на Zoom и посетата од Дедо Мраз добива нова пандемска димензија. Можете да го направите тоа од безбедноста и удобноста на вашиот дом. Тоа е прилагодено. Волтер Гир и Сара Блекман се коосновачи на Jingle Ring, онлайн платформа која на семејствата им нуди виртуелни посети од Дедо Мраз. Блекман вели дека тоа не е само Zoom или Skype повик со најпознатиот старец. Има забава и пред разговорот. Запознавате дел од семејството на Дедо Мраз и има одбројување која зголемува возбудата. Услугите чинат од $25 за видеосесија во живо, која вклучува фотографија и снимка, па до $50 за одредени најбарани термини како на Божиќ. Корисниците може да изберат меѓу повеќе Дедо Мразовци и Баба Мразовци, а има и понуди на различни јазици, прилагодени на различни култури и религии. Може би им треба знаковен јазик за некој во семејството да ужива со Дедо Мраз. Може би имаат дете со посебни потреби. Основачите велат дека персонализираните искуства имаат предности во однос на традиционалните средби. Сега Дедо Мраз волшебно ги знае имињата на децата, колку години имаат, што сакаат за Божик. Може би еден од родителите му кажал на Дедо Мраз да му рече на детето повеќе да работи на домашните задачи. Предпоставив дека ова ќе се случи, ми требаше време, но овде сум. Ди Синклер, кој себе си се нарекува вистинскиот црн Дедо Мраз, предпочита директни посети, но признава дека има предности и да се премине онлайн. Си седам во моето домашно студио, опуштено. Со големиот избор на виртуелни позадини, Синклер вели дека онлайн форматот не го намалува ентузијазмот и задоволството на децата. Знаете, ви се јавува Дедо Мраз и возбудата е преголема. Оваа сезона на празници се уште има простор за моменти на празничен дух и веселба, особено кога Дедо Мраз е достапен и онлайн. Од нас толку, а вие следете не утре повторно во исто време. Пријатно!